Да, се враќаме во студиото. Господине Ѓурчевски, кога зборуваме за реформа на полицијата на начинот на работа и поранешните министри за внатрешни работи и сегашниот министр најавуваат враќање на системот на полицајци позорникари, значи повторно да се вратат оние полицајци кои порано можевме да ги видиме по улиците, веројатно така граѓаните би се чувствувале и посигурни, бидејќи сега најмногу критики има за тоа, луѓето велат никаде нема полицаец кога ти треба, па додека дојде полиција, а веројатно дека можеби нивното присуство би делувало и превентивно. Тоа е една од причините. Видете, факт е дека превенцијата многу ќе се зголеми со самото присуство нели на униформирани полициски службеници на одредени места, факт дека криминалците ќе бидат многу попредпазливи и многу повнимателни за да се одлучат да сторат одредено кривично дело. Генерално и јас сум поборец да ова работа со враќање на старата позорно на стариот систем на позорникари дека е потребен, но сега тука се поставуваат неколку битни прашања околу тој вид на реформа. Значи треба да се определи временскиот период во кој што полицаецот позорникар би можел да ги остварува своите функции. Значи дали тоа е доволно само дења, а ноќните смени да бидат во вид на мотопатроли, што го имаме ние. Господин Зафировски можеби ќе каже затоа што тој беше директно вклучен во тие реформи од 2003 година, значи го има и соодветно разработувано тој дел. Понатака, значи ние во таа позорна служба требаше да добиеме полицаец кој што ќе ни биде на услуга на граѓаните, не полицаец кој што ќе има единствена цел да санкционират и да казнуват. Него кога викам на услуга, значи тој полицаец треба да биде оној представник на државата на кого што секој ќе може да му се обрати за одредена информација, за сервис за граѓаните, да го упатит граѓанин, да помогне на стари, на изнемоштени, на деца и така натака. И затоа, значи, идејата беше и размислувањата беа дека таа служба треба да функционира само во денските часови од 7 наутро некаде до 22 навечер, а ноќните часови да бидат покриени со мотопатроли, со со целиот тој план. Значи реформата во Бирото за јавна безбедност, затоа викам во Министерството, особено во Бирото за јавна безбедност, треба да даде одговори на ова прашање, но тука сега се поставуваат исто така и уште едно друго многу битно прашање. Вкупната безбедност на одредени подрачја, затоа што ние одредени села, например, сме имали ситуации каде што сме ги покривале со пешачка патрола. Значи пешачка патрола која што била предвидена во правилникот за вршење на работите од областа на службата за јавна безбедност. Значи сето тоа се како прашање, како опции се во игра и треба да се размислува. Значи треба експертите и во Министерството за внатрешни работи и сите други да дадат одговори на тие прашања, односно на овој вид на реформа која што сакаме да ја спроведиме, но не смееме да се избрзаме. Значи мора тоа да биде проучено, изанализирано, направено за да добиеме квалитет. За да добиеме квалитет, ако сакаме нешто да направиме само за да направиме, нема да постигнеме никаква цел. Да. Зафировски, порано кога зборуваме вака со граѓаните за полицијата, за начинот на функционирање, велат порано беше доволен еден полицаец на една населба на едно мало и се функционираше, сите се плашеа, тој полицаец немаше криминал. Сега имаме едно чудо, доаѓаат алфи, доаѓаат специјалци, доаѓаат стотина полицајци, но некако нивниот авторитет не се чувствува толку. Зошто е тоа така? Зошто е изгубена довербата на граѓаните во полицијата? Тоа е прашање кое треба да се истражува. А корените за губењето на довербата на граѓаните во полицијата се многу подлабоки. Чинам дека клучниот проблем е во тоа што се укина средното полициско училиште, каде што не само што се едуцираа полицајци, кадри за потребите на униформираната полиција, туку тие се воспитуваа да бидат полицајци. Тие се воспитуваа, се учеа како да пристапат на граѓаните, како да разговараат, кога можат да применат кое овластување. Значи, тоа беше еден заокружен процес, воспитно образовен,
кој профилираше полициски службеници по сите нишеви. Пазете, нема посериозна, нема потешка работа од таа некому да му дадите палка и да му дадите пиштол и лисици и да го пуштите на улица. Да врши позорна служба. Ке се соочи со секакви проблеми. Треба да интервенира. А примената на секое полициско овластување не значи ништо друго, туку засегање во слободите и правата на граѓаните. Ние сме во апсурдна состојба. За фризери има 3-годишно училиште. За полициски службеници има курс. Во фризерските училишта предаваат професори. На курсот за полициски службеници предаваат полицајци со искуство. А додека постоеше училиштето, се знаеше дека во училиштето предаваат професори со заокружено високо образование и со положен испит за педагошка работа. Да работат со таа категорија лица. Па да, полицајецот не треба да тој е и полицаец, и психолог, и педагог, Токму и така. извршува. Токму така. Значи, денеска имаме една абсурдна ситуација во која полицајци се подготвуваат инстантно за неколку месеци, не ги подготвуваат професори, туку ги подготвуваат луѓе од практиката, без никаква теоретска подлога, или со скромна теоретска подлога, ајде да не бидам толку критичен, ќе го пуштат да ги врши полициските работи. Ќе пуштат да применува полициски овластувања, да засега во сферата на човековите слободи и права, а човековите слободи и права се со уставот гарантирани, со уставот и законите на Република Македонија. Таа доверба тука е загубена. Тука е прекинат оној систем и онаа врска помеѓу граѓаните и полициските службеници. На времето кога се бира кандидати за во полициското училиште, јас 20 години работев таму. Па тоа беше сериозна селекција. И кандидатите доаѓа од оние кои се селектирани. А сега слушаме разни шпекулации дека театар е она што прават склекови, згибови, не знам што. Затоа што однапред се знае кој ќе влезе во училиштето, во центарот за обука. Па не одете далеку, одете, погледнете ги на утрински строј, ќе видите дека половината од нив не го исполнуваат основниот критериум на висина. Така што, тука се многу слоевити проблемите, и тоа прашање е сигурно прашање кое треба да биде истражено и бара подлабока анализа. Да, има подлабоки корени, тоа е сигурно. Многу подлабоки корени има од она што навидум може да се насети. Имаме, господине Митевски, уште еден проблем со функционирањето на полицијата, а тоа е со, најгрубо кажано, со криминалот во самата полиција. Може би тоа било состојба која постоела од секогаш. Значи, полицијата не може да исклучи на самата како орган од тие девијантни појави, но во изминатите 10 години тоа некако, тој проблем толку излезе на виделина, па многу граѓани велат дека едноставно се плашат да отидат во полиција некогаш да пријават нешто, бидејќи велат тие таму што се прво не личат ни на полицајци. Тоа е исто така многу евидентно со припадниците на единицата Алфи. Значи, од друга страна, самите полицајци на социјалните мрежи сакаат да личат на гангстери, на криминалци, така се фотографираат, возат бесни коли, така се однесуваат во јавност. Мислите ли дека тука има една страшна збрка да веќе професионалниот изглед на полицајец е тотално изгубен? Граѓаните не можат да се идентификуваат со тоа. Повторно се враќаме на кадровската селекција. Значи, во старт е погрешено тие политички вработување на свој кадар по победата на секоја политичка партија која треба да испорача за тие лепачи на плакати, за тие што трчале за успешност на таа партија да победи на одредени избори,
најлесно беше да се вработува во Министерството за внатрешни работи, бидејќи, како што кажавме сите, не е потребен конкурс, не се потребни критериуми, иако тие беа многу добро воспоставени во почетокот кога постоеше тоа средно полициско училиште, значи покрај висината, тежината, покрај одредени физички предиспозиции, секој кандидат требаше одредени лекарски прегледи, значи сето тоа е маргинализирано во корист на политиката да се примат што повеќе послушници на одредена политичка партија, на тој начин се наруши кредибилитетот и на полицијата. Скоро имавме случај да полициски инспектор при увид да украде и злато и тој да биде приведен. Така да такви случаи ќе имаме се повеќе. Доколку не преземе итни реформи, ова сите што тука го зборуваме, значи да почнеме од кадровската селекција, да се вратат тие критериуми што беа на почетокот, кој се може да конкурира, односно во старт да се елиминира тие со криминални досија, со извршени потешки кривични дела, тие што не исполнуваат одредени предиспозиции, висина, тежина, кои немаат соодветно образование, исто така како што кажавме тука, слушнавме од најразлични факултети кои не се сродни со полициското образование, како што се физкултурното училиште, педагошкото училиште, земјоделското, каде што има многу кадри во МВР за жал. Доколку тоа не се искорени, ќе тонеме во тој правец, ќе имаме се повеќе случаи на корупција во полицијата и ќе имаме проблеми за довербата на граѓаните да биде вратена кон полицијата. И ако дозволите, од искуството во внатрешна контрола, можам да кажам дека во голем број случаи на сериозен криминал, на организиран криминал, во заднина некаде стои полициски службеник. Или царински, или од Да. било која друга државна институција. Некој од извршната власт кој со својата позиција ги покрива трагите, го покрива криминалот на конкретни групи или поединци во општеството. Да, тоа е едно прилично доста расширено верување меѓу граѓаните. Ова што го кажувате, значи ова многу често можете да го слушнете во сите оние разговори. Нема организиран криминал без учество на државните институции. Да не се лажиме, значи јас често пати со оглед дека сум го проучувал организираниот криминал и во таа насока јас и магистрирав, нели? Сум кажувал дека организираниот криминал е толку голем колку што одредени, односно полицијата му овозможуваат да биде присутен. Значи, ако имаме ние ефикасна борба против тој организиран криминал и негово засекување во корен, почнувајќи од самата институција, верувајте ми дека на улица нема да имаме толку насилен, брутален криминал, трговија со луѓе, дрога и така натака и така натака. Проблемот е ова што и во секторот за внатрешна контрола го констатираат, каде што често пати нас во позадината секогаш ни се појавуваат одредени државни, односно одредени полициски службеници, царински службеници, службеници од финансиската полиција или од било која друга државна институција, која што се стават во улога да бидат слуга на организираниот криминал, односно платеник на организираниот криминал и да бидат во функција на организираниот криминал, наместо да го попречуваат организираниот криминал. Надвор од сето ова, сакам да се вратам само на уште едно прашање кое што исто така овде не го апострофирав недосега. Тоа е прашањето за граѓанските работи, кои што се во надлежност на Министерството за внатрешни работи. Гледам колегата Зафировски веднаш реагира, затоа што може би во тој дел исто така се не да се потребни, него треба да се направат поголеми реформи, се со цел, значи да ги немаме оние незадоволства од граѓаните према затоа што они генерално за граѓанските работи се патните исправи, возачките дозволи, личните карти, она што ги издават, значи како документи ги издават Министерството за внатрешни работи, а се во директен интерес на граѓаните. Пазете оние редови, гужви кои што се создаваат таму во тие институции, по оној однос на шалтерските работници и така натака, временските рокови за кои што тие се издаваат. Зборам за сите тие државјанствата, уписот во државјанство и така натака. Значи сите тие граѓански работи, движењето, престојот на странците овде и така натака. Значи има еден куп други граѓански работи кои што исто така треба да бидат подвргнати на поголема реформа во Министерството за внатрешни работи. И една многу видлива работа, тоа е делот на обезбедувањето на функционерите. Само како пример, во Бранденбург, сојузна република во Германија, која е од прилика поголемина е како Република Македонија, има дури 24
професионално вработени полициски службеници на обезбедување. Дури 24. Сите останати работи ги вршат приватни агенции за обезбедување. Дури и просторот каде што е сместена нивната специјална единица го обезбедува приватна агенција за обезбедување. Јас се запрепастив прв пат кога отидов таму и прашав зошто е тоа така. Одговорот беше многу едноставен. Премногу е скапо да ангажираме полицаец во кого сме инвестирале на обука, на дообука, на сертифицирање и така натаму, многу е скапо да го ангажираме сега тој човек, Наместо да го обучен искористиме, полицаец, да стои и да го обезбедува објектот. Не. Многу поевтино ни е да ангажираме агенција за обезбедување и таа тоа да го врши. А овие 24 луѓе што ги имаат за обезбедување се ангажираат исклучиво за обезбедување на председателот на државата, премиерот и кога доаѓаат високи гости, високи делегации од надвор. Инаку се ангажираат агенции за обезбедување. полицајецот на улица. Да. Во интерес на Полицаецот врши полициски работи применувајќи полициски овластувања. Не обезбедување. Кај нас таа граѓани. Шеста управа. шеста управа е преполна со луѓе. Да. Добро, за крај, господине Митевски, ајде да завршиме малку политички. Опозицијата ВМРО ДПМН обвинува дека во Македонија се уште нелегално се прислушува. Тие велат дека тоа се уште се прави. Не знам дали така индицираат дека и порано се правело, но велат дека сега се прислушува нелегално. Верувате ли вие во тие тврдења? Не, поучени од нивното искуство во нивно време кога се прислушува над 20.000 граѓани, они веруваат дека се уште тоа се прави од страна на сегашната власт. Јас сум убеден дека тоа во моментов не се случува, дека се работи строго согласно законските прописи, по издаден судски налог, се вклучуваат одредени телефонски броеви, се следат комуникациите на тие луѓе и верувам дека во тој правец ќе продолжи. Исто беше и со претходната власт во првите 2 години, од 2006 до 2008. Така. Меѓутоа, власта со колку повеќе трае практикува одредена власт, почнува да размислува за одредени злоупотреби, да се прислушуваат одредени бизнисмени, да се прислушуваат политички противници и тие злоупотреби веќе немаат крај, да не зборувам за новинарите и за сите останати. Што значи пресудата за Горан Груевски како прва судска пресуда за СЈО и која е во контекст на скандалот со прислушување? Видете, тоа е прва пресуда од луѓето кои во судството се означени како сваровски суди, значи од кои не можевме да очекуваме ниту поголема казна, меѓутоа е одреден чекор напред, дека некој се одважил да одреди макар и многу мала казна за такво кривично дело. Тие луѓе кои се во бегство имаат се вклучени во повеќе предмети и ќе одговараат за повеќе потешки кривични дела и се очекува најмалку 20 на години да бидат во вкупниот дел на казни осудени. А ова е сепак почеток и се надеваме дека судството постепено ќе се враќа во нормала, односно ќе ги одмерува казните согласно законските прописи. Истото беше и во случајот Дива Населба, значи каде што има реакција на бранителите, на семејствата, пак видовме и во Косово палење на македонски знамиња. Значи, самото кривично дело тероризам, кое што е минимална казна од 10 години па доживотна казна, за убиство на 8 полицајци, каде што и повеќе од 40 полицајци беа ранети, од кои повеќе останаа инвалиди, тие казни се реални и имаше одредени написи на колумнисти каде што тоа да се случило во Косово од страна на македонска терористичка група, дали истиот аршин би бил земен, односно би се барале минимални казни, а не би се одредиле така високи казни за тие кривични дела. Да, добро, господа, не истече времето. Ви благодарам на сите за учеството во оваа емисија. Вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа на телевизија 24 посветена на реформите во безбедносните служби. Останете со нашата програма.